Почитувани медиуми, дозволете накратко да ја искоментираме пресконференцијата на лидерот на СДСМ Венко Филипче од аспект на законското решение кое што беше најавено дека ќе се поднесе во собранието на Република Македонија. Веројатно се уште неосвестениот богаташ од Дубај предложува законско решение кое што исто како претходно предложеното, кое што со низа на грешки технички од аспект прво со помашувањето на процентот за минималната плата, а потоа со самото публикување на неговата пратеничка група на самиот закон, бидејќи едноставно како што беше напишан не може да влезе во собраниска процедура, поднесува законско решение со кое што замислете ќе се намалува ДДВ-то на храната, а лидерот на СДСМ во друштво со економските креатори на владата на СДСМ од претходниот период, Фатмир Битики и Димитар Ковачевски, предлага вакво решение, иако истите тие луѓе во претходниот период 4 пати такво законско решение одбија и само да ја потсетам јавноста, го покачија ДДВ-то на над 2000 прехранбени производи од 5 на 10% и не делеа нутриционистички совети дека тоа се случувало и дека граѓаните ќе плаќаат поскапо ДДВ на храна за 5%, бидејќи голем дел од таа прехрана не била здрава, а таму имаше и перки од ајколи и така натака. Дополнително кажа една лага, која што апсолутно нема никаква врска со вистината, тоа е дека потрошувачката кошничка се намалила само за 57 денари, да ги слушаа синдикатите и да имаа посериозна и посуштинска комуникација, ќе знаеа дека тоа не е вистина, бидејќи цената за храната за 30 дена се намали за 965 денари, а манипулацијата со цената на минималната синдикална кошничка ја прави Венко Филипче, искористувајќи го покачувањето на цената на облеката, која што воопшто не е во иста кореспонденција со ова кое што ние го кажавме. Ние како пратеничка група нема да поддржиме едно вакво законско решение, бидејќи продолжува континуитетот на дневно политичко препукување со економски теми од истите оние кои што ја донесоа Македонија во ваква девастирана економска состојба. Ваквите законски решенија не допринесуваат за зголемување на квалитетот на животот на граѓаните, туку за креирање на дневно политички теми кои што, како што можевте да видите и од претходното законско решение, се полни со технички грешки кои што потоа се исправаат на наредните пресконференции. Она кое што би сакал исто така да го скоментирам со законот за нефер трговски практики, веќе е влезен во сила и очекувам оваа недела и да биде докомплетиран составот на Комисијата за заштита од конкуренција и веднаш да почне со работа контролирајќи ги договорите кои што се склучени во согласно со тој закон. И ако да искористам оваа прилика да го повикам Венко Филипче со неговата пратеничка група, денеска веќе да почне да го разгледуваат буџетот кој што ќе треба да влезе во собраниска процедура и собраниската расправа да ја закажат, да не бегаат од собраниска расправа и да видат ставките за покачувањето на пензиите, за покачувањето на платите, за капиталните инвестиции, да дадат амандмани кои што би биле сериозни, кои што би можеле да се поддржат и на тој начин најдобро можат да одат во насока на подобрување на стандардот на граѓаните. Да ги напуштиме ваквите политички тези кои што немаат врска со реалности, да се фокусираме на конкретните работи кои што може да го подобрат стандардот на граѓаните. И благодарам, доколку имате прашања, повелете. Ајде да го скоментираме уште моментов за предвремениве избори, коментар околу коментарот на господин Филипче, вели таквата најава е доказ дека на владата не оди добро и дека 65% од граѓаните не се задоволни, а мисловски прави кокетирање со тој за да пружи порака на вреди знам. Прво, односите во владината коалиција се многу квалитетни и тоа може да се види и по политиките кои што се продуцираат во реалност, а второ, ако е навистина така господинот Филипче сигурен во тоа што го зборува, има пратеничка група, 18 пратеници, нека поднесат барање за распуштање на парламентот, па тоа што го тврди да го провериме на избори.